Излеговте со тврдење дека овие измени би довеле до тоа околу 70 до 80 илјади косовски државјани или граѓани сега да добијат македонско. Како дојдовте до оваа бројка? Оваа бројка не дојдовме ние до неа, оваа бројка ја кажа колегата Сурија Рушити, мислам дека на говорницата. На пример, ако ги погледнете бројките од МВР, значи ја него го цитирав, ако сум го спомнал, ако ги погледнете бројките од МВР, они зборуваат негде од 800 до 1000 лица. Значи, чак и да претпоставиме дека тука имало едно време 70 до 80 илјади луѓе кои што имале нерасчистен статус, најголемиот дел од нив се иселени. Значи, тоа е факт. Останати се еве само како луѓе како мајката на мојата колешка кои што немаат каде да идат, кои што им е касно да се селат на 50, на 60, на 70 години. Што значи се работи само за неколку илјади луѓе и меѓу 800 понеделник излезе со точна бројка. Па ја прочитав некаде дека пишуваше дека отприлика они мислат дека 800 луѓе на територија имаат нерегулиран статус. Значи апсолутно за луѓе што живееле тука 20, 30, 40, 50 години без статус, јас сум да добијат државјанство. Ама вака, значи, ама да биде по сите светски стандарди, така. Например, само погледнете го законот за државјанство на Словенија, че јас ги гледав онака малку на брзина, пошто немав многу време од на земјите од Европската унија. Знаете ли колку работи се бараат таму? Колку се бараат материјални докази, се бара познавање од историјата, од културата. Тука не се бара ништо. Не знам, химната. Значи, тука не се бара ништо, апсолутно ништо. Кога го зборувавме овој закон со Димитар, ја му викам, на зафрканција викам, ова со тројца другари од војска, ти можеш да добиеш државјанство. Значи, ти си некој Хрват, ти имаш другар од војска Србин, како се вика, некој од Србија, од Косово и да речем од појма немам, од Војводина врска немам, небитно. И они тројца ќе ги замолиш, ќе ти подпишат изјави, ти добиеш државјанство. Каде го има тоа?